Драги ученици, добродојдовте во Е-училница на часот по македонски јазик за второ одделение. Јас сум наставник Цветанка Карајулевска. Темата за овој час е читање и литература. Содржината е читање и анализа на текст по избор. Избран е текстот Најкраткиот пат. Ова е насловната страна на книгата. Всушност, сликовницата се вика Најкраткиот пат. Ова е насловот на сликовницата. Најкраткиот пат. Автор на сликовницата е Доналд Круз. Сликовницата е преведена од англиски на македонски јазик. Богата е со многу илустрации, кои ја надополнуваат содржината и ја прават да биде поинтересна приказната. Што мислите? Што ќе се случи во приказната или за што се зборува во приказната? Знам дека сте љубопитни и живо ве интересира што ќе се случи во приказната. Знаете што? Ова приказна представува лично доживување на раскажувачот, на авторот. А сега ви препорачувам, оставете се и слушајте внимателно. Ние гледавме, ние слушавме, ние одлучивме да го одбериме пократкиот пат за дома. Требаше да го одбериме патот, но беше многу доцна. Веќе се стемнуваше и ние одлучивме да тргнеме надолу по шините. Знаевме кога поминува патничкиот воз, но товарните возови не поминуваа според некој распоред. Тие можеа да поминат во секое време. Ние требаше да го одбереме патот. Шините влегуваа во ридот покриен со мали бујни дрва. Падините покрај планините беа полни со вода. Сигурно има многу змии. Се смеевме, викавме, пеевме, се боревме, фрлавме камчиња. Го поминувавме по краткиот пат што водеше кон дома. Слушам воз. Возот доаѓа. Сите застанавме. Сите наслушнувавме. Ја слушавме сирената на возот. Треба ли да трчаме напред по патот кон дома или да се вратиме? Сирената од возот стануваше се погласна и погласна. Напред! По краткиот пат, трчајте! Возот, возот, бегајте настрана, настрана, надвор од шините. Скокнавме настрана од шините. Се истркалавме во стрмната падина. Воопшто не помисливме на трнливата трева, ниту пак на змиите. Што мислите? Што ќе се случи во приказната?
Возот помина. Сите бевме добро. Се качивме на шините. Побрзавме по краткиот пат преку шините, што водеше до главниот пат за дома. Што мислите? Како ќе заврши приказната? На патот до дома не отворивме уста. Не кажавме ни збор за оваа случка, не кажавме никому. Не кажавме ни на тато, ни на мама, ниту на баба. Долго време не зборувавме за оваа случка. Никогаш повеќе не го избравме по краткиот пат. Приказната заврши. Приказната заврши со една моќна порака. Никогаш повеќе не го избравме по краткиот пат. А сега, драги ученици, ќе ви поставам неколку прашања на кои што треба усно да одговорите. Имаше ли нешто што ти беше многу страшно во приказната? Ти се случило ли некогаш нешто случно? Кога би можела да смениш некој дел од приказната, што би било тоа? Ако си ти некој од ликовите, како би се чувствувала на крајот од приказната? А сега би ви препорачала. Слушнете ја приказната еднаш, слушнете ја уште еднаш и одговорите на втората група на прашање. Повторно одговарајте усно. Прво прашање. Како би можела да го промениш насловот? Второ прашање. Како се чувствуваат децата на почетокот од приказната, а како на крајот? Трето прашање. Која илустрација ти остави најсилен впечаток? Четврто прашање. Која е главната порака на приказната? Петто прашање. Како би ја продолжила приказната? А сега една задача за домашна. Наброј по редослед 5 настани од приказната. Состави 5 реченици и запиши ги по редослед. Уште нешто. Направив една мала банка на зборови и искази, кои што ќе ви се најдат при одговарањето на прашањата од втората група. Може да ги користите, но не мора. Драги ученици, ви благодарам на вашето внимание и на соработката и бидете поздравени.